Добар ден, пријатели! Добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Зборувам денеска за плато во намалување на килажи и масти. И оваа тема многу често со луѓе сум ја комуницирал, затоа што многу често, и тоа не е ништо неприродно, да удрите плато во вашиот процес на слабење, па макар можеби некојаш и во обратниот процес, доколку некој од вас се труди да покачи килажи и сака да стави мускул, затоа што тоа се природните циклуси кои што телото ги има, но некогаш знаат тие процеси да траат предолго и да можеби ве фрустрираат, особено ако некој од вас мисли или се труди да биде дисциплиниран и да тоа плато и непомрднување на бројките и во чувството и во изгледот на огледало да делува фрустрирачки, едноставно да човек можеби се откаже поради таа причина. Сакам да наведам и нафрлам неколку работи по кои што треба да се прегледате како подточки, затоа што не случајно тоа се случува на долг рок и не може да се одглавите од тој процес и да го продолжите процесот на слабење и на топење на масти. Она што прво би го издвоиле е да се соочите со вистината и со тоа што практично вие реално правите во текот на денот, она што за да го отклоните тој проблем, јас би вас советувал да водите дневник и да си ги следите вашите активности, односно барем во период од 2-3 недели да запишувате, ама буквално све што правите во текот на денот. Колку вода пиете точно, што се ќе изедете во текот на денот, колку имате физичка активност, макар да и тоа пешачење, ако е 20 минути да запишете се, затоа што понекогаш ние луѓето знаеме да си излажеме себе си мислејќи дека правиме секако што треба, но кога тоа малку би го погледали и го разгледале на детали, нешто друго на крај излегува. Затоа следењето на активностите е прво нешто што би го издвоил. Втора работа е што би ја кажал е да се проверите на прашањето што правите за викенди и колку алкохол пиете, затоа што многу луѓе често добрата недела и добрите навики кои што ги практикувале од понеделник до петок знаат да си ги наградат со можеби многу алкохол и частење и јадење на храна што не треба. Ова го зборувам не поради тоа што алкохолот е прекалоричен. Ако земеме некој просек, една чаша на алкохол би имало некаде од прилика 100 калории и тие 100 калории нема да направат никаков проблем, туку проблем ќе направи тоа што 2-3 чаши на алкохол веќе ќе не однесат во насока да избираме типови на храна кои што веќе сериозно може да го накачат калорискиот однес и да бидат празни калории, да го загрозат вашиот процес и поради тоа можеби некаде да заглавувате. Затоа проверете се по ова прашање што правите за викенди и дали секогаш ги наградувате вашите добри работни денови во викендите. Трета работа која што би ја кажал по овој процес е спиењето, затоа што недоволното спиење секогаш ќе има улога врз хормоните кои што се задолжени за да го регулираат чувството на ситост и да го регулираат чувството на глад. Затоа 6 до 8 часа вечерно спиење е од исклучителна важност за да се регулираат овие хормони. Четврта работа, вежбањето, односно ако некој од вас веќе вежба и си го стимулира својот процес на слабење со вежбање, би го советувал, би му кажал да можеби почне да прави миксови од вежби, односно да не ја прави истата дисциплина константно, туку да проба да го почасти телото и да му смени со некаква друга дисциплина, или во текот на неделата да има 2 до 3 типови на дисциплини каде што ќе му направат малку трик на телото, или па да го зголеми интензитетот на вежбање, а за оние кои што па не вежбате, а сте почнале да слабеете, дефинитивно е време да почнете да вежбате доколку сакате да го продолжите процесот, од причина што многу често кога вие само ќе ја смените исхраната, што е супер, затоа што јас секогаш велам дека 80% од она што сакате да го постигнете е исхрана, но оние кои што можеби само со исхрана го стимулирате вашиот процес на слабење, да знаете дека при слабењето не секогаш само се губат масти. Колку и да е добра исхраната, неминовно е да се изгуби одреден процент на мускулна маса и тоа губење на мускулна маса
подоцна може да направи да метаболизмот не троши толку многу калории како што трошел можеби пред 3 месеци, и тоа не трошење на калории, а не менување на ништо друго во исхраната и во физичката активност може да ви направи блокада. Затоа би ве советувал тие кои што сте поминале некој процес и период од менување на навиките само во исхраната за да намалувате килажа, да воведете и вежбање. И она што нормално Пето би го кажал е да престанете само да се фокусирате на вагата, затоа што многу луѓе сметаат дека плато ефектот е присутен кај нив од една причина и од исклучиво тоа што ја гледаат само вагата. Намалувањето на килажа не секогаш има и право пропорционално со намалувањето на масти, затоа вашата телесна композиција е многу поважна од вашата килажа. Ако внимавате на исхрана и ако вежбате, за некој од вас тоа ќе значи дека можеби и покачува мускулна маса, па затоа тие бројки на вага кои што ги гледаат може да некогаш ве предомислат во она што го правите, но она што секогаш треба да ви биде најглавен адут и параметар е огледалото и вашите обеми, затоа што тоа е она што и реално ви смета ако зборуваме за вишок на килажа и дебелина. Така да овие се неколку работи кои што јас би ги издвоил, и како бонус на сето ова е секогаш истрајноста, затоа што единствен начин да не си ја постигнете целта е да се откажете, и единствен начин да го постигнете тоа што го сакате е да го воведете вашиот добар начин на исхрана и активен животен стил како дел од вашиот живот и како начин на живот, а не како стратегија за да постигнете можеби одредена бројка на вага или во обеми, а потоа повторно да се вратите на старите навики. Значи се работи за континуитет, бидејќи континуитетот дефинитивно на крај ќе ви направи разлика. Не се фокусирате на моменталните бројки, бидејќи секојаш моменталните бројки ќе ви предизвикаат или преголем ентузијазам, или преголемо разочарување, а тоа и двата случаи не се секогаш добри. Така да имам толку да кажам за оваа епизода и се надевам дека на некој од вас ви донесо вредност. Ако познавате луѓе кои што се мачат по ова прашање, споделете оваа епизода и помогнете им да ги слушнат овие информации, неколку насоки, и ако имате можеби нешто да додадете или да прашате, коментирајте во видеата, користете го хаштагот #AskJosif или комуницирайте ме во приватна порака и ќе дадам се од себе за да ви помогнам и да одговорам се што вас ве интересира. Се гледаме во следна епизода. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.